Сорос. Значи, еве по Андов сами веќе го споменавте и по Трајанов, ова е нова платформа за решавање на спорот со името. И сега, ајде да ве прашам во што е разликата, бидејќи платформата на Трајанов нуди еднофазно решавање на овој спор. Па, основна разлика е тоа што тие две стратегии се стратегии за национален пораст на македонската држава, додека нашата стратегија се залага за зачувување на уставното име, бидејќи двете стратегии што ги кажевте, едната и другата заговараат компромисно. Договарен компромисно име на Македонија со тоа што кај Трајанов, како што рековте, тоа да оди во повеќе фази, најпрви да се изнајде заедничко прифатливо име, па по фази потоа да оди Македонија да се зачлени во ЕУ и НАТО и на крај да се најде некој заедничко прифатливо име за двете земји. Но ние сметавме дека на Македонија не и треба стратегија за национален пораст, туку и треба стратегија за одбрана на уставното име и во тој контекст е поднесена и нашата стратегија. Дали имам впечаток дека вие го заговарате прекинување на преговорите за решавање на спорот со името и враќање повторно на предметот во Обединетите нации, теза која ја застапува еве на пример и Евробалкан? Па видете, тој проблем ми требаше да остане во Обединетите нации, но од необјасневи причини ние дозволивме таа грчка агресивна политика да го расшири и во другите меѓународни институции, било политички, спортски, културни. Вие не денеска сведоци сме дека сите наши представници, дали на културна, спортски, на било какви надпревари, се ословуваат со кратенка, со таа навредлива кратенка, поранешна Југословенска Република Македонија. Иако таа резолуција 713 на Советот за безбедност од 1993 година е многу јасна и децидна и кажува дека таа референца ќе се користи само во рамките на потребите на Обединетите нации. Но за жал излезе од тој контекст, таа е денеска фактички широко прифатена, во широко употреба на меѓународната политичка сцена. И сега ние во тој контекст се залагаме врз база на тие историски факти што ги предучуваме во стратегијата и насоките што ги даваме и на крај ги дефинираме правните опции кои што може да ги преземе Македонија за да си го поврати уставното име. И од сите нив севкупно гледано произлегува дека Македонија има неспорно право да си го користи тоа историско име кој што го носи уште од 7 век пред нашата ера, па до ден денеска, значи близу 3 милениуми, никој од овие балкански народи не го носил тоа македонско име. И што е побитно, во тој долг историски период, ние таму тоа и го нотираме во стратегијата, македонците биле признавани дури од грчки премиери во текот на историјата, почнувајќи од 19 век, кога е создадена нововековната грчка држава. Значи, поентата ми е дека на меѓународната сцена нема некој мултилатерален или билатерален договор кој што им дава право на некои народи да бараат од одредена нација да си го промени сопственото име. Туку востановено е обичајно право, секој народ, секој нација има право сама да си го избере своето име и затоа не постои некоја меѓународна институција каде што вие може да се обратите од некој да барате да си го промени своето име. Инаку ние таму даваме повеќе опции како да го повратиме уставното име. Сега која опција, доколку биде прифатена од македонските пратеници, опцијата која ќе биде изберена, оставаме да се проценат релевантни политички фактори во Македонија и кој што им се чини најсоодветна и која што дава најголеми шанси да се успее во тој спор. Ние само, како што кажев, алтернативно ги даваме согласно повелбата на Обединетите нации тие 4 опции преку секретаријатот, преку генералниот секретар, преку Советот за безбедност, преку Генералното собрание и Меѓународниот суд на правдата. Сега мене ако ме прашате најсоодветно ми се чини дека Македонија треба да бара да се го поврати уставното име преку Генералното собрание, бидејќи знаеме дека во Советот за безбедност одлуките се носат со вето и таму очекувано реално да се очекува да не помине тој наш предлог. Од друга страна, исто така генералниот секретар во овој момент знаеме дека е еден извршно оперативен орган на Генералното собрание и не би се дозволил таков луксус, таква самостојност да го прифати нашето барање. Туку неговата улога би можела во крајен случај да биде само да ги нотифицира останатите членки на Обединетите нации дека Македонија сака да се го поврати своето уставно име на табличката во ООН што стои пред тие државници. И сега, како што кажав, доколку се поднесе барање до Генералното собрание на Обединетите нации, имајќи во предвид дека веќе сме признати од околу 128 земји членки на Обединетите нации, тоа веќе скоро 2/3, реално да се очекува со претходна една наша така дипломатска активност кај тие наши пријатели што не признаат под уставното име, реално да се очекува да помине тој предлог во Генералното собрание на Обединетите нации, да се донесе резолуција со која Генералното собрание ќе се обрати до Меѓународниот суд на правдата со цел
овој суд да се изјасни дали своевремено кога е примена Македонија во Обединетите нации под картинката ФИРОМ се повредени е повредена повелбата на Обединетите нации, бидејќи во повелбата во член 4 јасно, прецизно се нотирани условите кои што може да ги исполни една земја за да биде меѓународно призната. Таму е кажано дека треба да биде државна, треба да биде способна да има капацитет да ги спроведува обврски со произлегот од повелбата. И сега како што знаеме сите тие обврски ги исполни Македонија 1993 година кога беше примена во Обединетите нации, но во тој момент на Македонија беа поставени два дополнителни услови надвор од рамките на повелбата на Обединетите нации, а тоа беше да бидеме примена под картинката ФИРОМ и да преговараме за нашето уставно име. И сега ние и тоа бараме, значи тоа бил клучниот момент кога Генералното собрание би се обратил до Меѓународниот суд на правдата за да овој се произнесе дали тие дополнителни два услови се легални, се согласно повелбата. А оптимизмот е уште поголем дека ќе успееме, имајќи во предвид дека веќе 1948 година Меѓународниот суд за правдата се има произнесено во оваков идентичен случај и јасно има кажано во својата пресуда дека исцрпувачка основа за прием на една држава во Обединетите нации се само 4 услови наведени во членот 4 од повелбата и во никој случај не сме да се поставуваат дополнителни услови за прием на нови држави. Тоа е едномислено 1948 година по повод противењето на тогашниот Советски сојуз за прием на Португалија, Цисјорданија и уште неколку држави. И дури ние таму сугерираме претходно за Македонија да го види расположението на членките во Генералното собрание, како евентуално би се изјасниле по евентуалното барање да се побара мисли од Меѓународниот суд на правдата. Бараме најпрвин пред да се оди на таа пленарна седница на Генералното собрание, најпрвин во 6-тиот, тој така наречен правен комитет на Обединетите нации, најпрвин таму да се види расположението и да се гласа по тој наш предлог, бидејќи евентуалното неповолно гласање по Македонија помали би биле последиците во тој комитет отколку таа одлука да биде негативна самото Генерално собрание, што би имало по тешки импликации. Но јас верувам дека доколку Македонија се одлучи, може да успее да се го поврати уставното име и како што кажавте, паралелно со ова треба да прекинат преговорите со... Но инаку деновиве веќе во Грција, во Атина е лицитација, под наводници, да кажам, во Скопје е молк. Сега, како да им е прифатливо Северна Македонија, во Букуреш пак не им беше прифатливо Република Македонија Скопје. Па видите, тоа е еден тактички приод што Грција го спроведува од 90 години го почна тој проблем и тука мора да се признае дека уште на самиот почеток Грција прифати така една добра стратегија во тој спор кога на почетокот наметна така една екстремна варијанта, во која што бараше, дури ако се сеќавате во самиот во нашето име дури да не стои изборот Македонија во тоа време, значи оној наметна така една екстремна варијанта, одејќи веројатно на мислење дека колку предметот е поекстремен, толку поголеми се шансите тоа што ќе се постигне како компромис да биде посакувано со Грција. Од друга страна, ние на таа нивна, да кажеме, екстремност погрешно дефиниравме на политика на екстремна кооперативност. Се што ќе беше побарано од нивна страна, ние прифаќавме граѓаните се сеќаваат во прв момент покрај тоа што се согласивме на референдумот ФИРОМ, променивме устав, знаме, ги трпевме тие бројни шиканирања на нашите граѓани кои што одеа во Грција со затварање на границите, па економската блокада од Грција со цел Македонија економски да се уништи и потоа на виделен излегува сите тие барања на Грција, фактички не бил проблем името што сите ние фактички го знаеме тоа дека не е најмал проблем со Грција името, туку Грција има за цел да ги минира фактички основите на македонската нација и да ја збрише од... Мендуртачи вели дека Груевски ги лаже